По викенд недоразбирањата на терен и соопштенијата со обвинувања, Националниот парк Шарпланина и фирмата Eskimo Free Ride се спогодија по потпишаа и договор. Приватниот оператор се обврзал да ги почитува плановите за управување и движење со специјалните возила познати како ратраци. Сега на повисоките предели на Шарпланина и двата оператори ќе носат луѓе за слободно скијање. Примарната цел на договорите кои се склучени со двата економски оператори што ја вршат ова туристичка дејност е воспоставување јасен режим на движење, надзор и одговорност на операторите. Овој режим има за цел ограничување на влијанието на моторните возила врз чувствителните живеалишта, зачувување на биодиверзитетот и заштита на еколошката рамнотежа на паркот. Двата оператори ќе можат да користат 3 специјални возила и едно дополнително за итни потреби за санација или превоз на повредени. Нивното движење ќе се следи преку сателитските системи. Целта е да се развива туризмот, но исклучиво на организиран, контролиран и институционален начин. Се разбира дека Националниот парк го задржува правото да врши контрола на нивната работа и постојано ќе бидат под надзор од нашите служби. И сега е тоа многу поедноставно затоа што со преуземање на врските кои што ги предвидува договорот, веќе и самите се изложуваат на реална една ситуација да мора да се придржува до тие правила кои што ги пропишува нашиот план за управување. Од Националниот парк потенцираат дека движењето на ратраците во строго заштитената зона, како и за сите возила, не е дозволено. Движењето е регулирано во зоната за активно управување.